собранието денес несомнено мора да изгласа интерпелација за председателката на Комисијата за социјална политика, демографија и млади Илија Радути, поради тоа што со нејзиното несовесно, неодговорно, противуставно, противзаконско и против деловничко постапување го кочи носењето на измените на Законот за бранителите, а со тоа воедно ја кочи и работата на собранието. Образложението зашто и оваа интерпелација треба да биде изгласана ќе го поделам во два дела. Првиот дел ги опфаќа трите основи по кои што се крши деловникот со цел да се блокира Законот за бранителите, а вториот дел од образложението се однесува на причините кои стојат позади оваа блокада на овој закон и позади саботажата на собранието. Првиот основ од интерпелацијата е тоа што председателката на Комисијата за социјална политика против деловнички не одржа седница на комисијата кога за тоа беше задолжена од председателот на собранието. На 11 септември 2024 година собранието донесе одлука измените на Законот за бранителите да се донесат во скратена постапка. Потоа председателот на собранието согласно член 176 став 2 од деловникот ја задолжи председателката на Комисијата за социјална политика да одржи седница на која ќе се разгледа Законот за бранителите во роковите предвидени со член 126 од деловникот. Ама спротивно на член 176 и 126 од деловникот, председателката на Комисијата за социјална политика не свика седница на Законот за бранителите, со тоа таа го прекрши и член 62 став 3 од Уставот, член 14 став 1 од Уставот, алинеа 5, и член 14 став 1 алинеа 5 од Законот за пратениците и членовите 126 и 160 од деловникот на собранието, односно на пратениците им го ускрати правото на говор, им го ускрати правото амандмански да интервенираат по овој закон и им го ускрати правото да учествуваат во работата на работните тела на собранието. Тука требаше да интервенира и председателот на собранието, кој во ваква ситуација, согласно деловникот, должен е да ја свика комисијата и да назначи некој што ќе ја води, но тој тоа упорно не го прави и поради тоа пратеничката група на Левица поднесе кривична пријава против него. Исто така од ВМРО ДПМН и знам доколку сакаат искрено да го откочат Законот за бранители, може да интервенираат кај председателот на собранието да свика седница на надлежната комисија, затоа што неговата позиција, дали он ќе остане на позиција председател на собрание, зависи од нивните гласови. Но они за сега гласно и патриотски си молчат. Вториот основ е тоа што председателката на Комисијата за социјална политика против деловнички не свика седница за Законот за бранителите, кога тоа од неа го побара 1/3 од членовите на комисијата. Согласно член 126 став 2 од деловникот на собранието, председателката на комисијата е должна кога ќе се побара, кога 1/3 од членовите на комисијата ќе побара да свика седница, таа да ја свика, но таа своеволно одлучи да не свика седница и со тоа го прекрши и правото на пратениците да свикуваат седници на работни тела. Третиот основ е тоа што председателката на Комисијата за социјална политика против деловнички не дозволува дополнување на дневниот ред на седниците на комисијата по барање на членови на комисијата. Согласно член 137 став 2 и согласно член 83 од деловникот, членовите на Комисијата за социјална политика и млади имаат право на секоја наредна седница на комисијата да предложат да се дополни дневниот ред на оваа комисија со Законот за бранителите, затоа што законот се уште е во процедура и на секоја наредна седница тоа се случуваше, но председателката на комисијата своеволно одбиваше предлогот да го става на гласање. Значи не постои орган во државата практично во кој што неговите членови не може да интервенираат по дневниот ред, но ете на Комисијата за социјална политика, демографија и млади под председателство на Илија Радути и тоа се случува.
И што е позадината на сето ова? Одговорот на тоа прашање неколку пати го даде председателката на комисијата. Таа рече дека се додека со законот забранителите не се изедначат припадниците на ОНА, односно на УЧК, со припадниците на државните безбедносни сили, законот забранители нема да се најде на дневен ред на Комисијата за социјална политика. Оваа мистификација и ова величење на ОНА е крајно проблематично и тоа од повеќе аспекти. Прво, револуционерни војни движења имаат смисла ако се борат за некакви вредности. ОНА од старт настапи, односно УЧК од старт настапи со идеја за правење на голема Албанија. Тоа го потврди и Али Ахмети лани кога се отвараше оној музеј на УЧК во Кумановско, и во 21 век да се почне војна за правење на големи држави е чист национал шовинизам, а шовинизмот не е никаква вредност и тоа не носи ништо добро, никому не му носи добро. Второ, голема Албанија е невозможно сценарио и е сулуда идеја, поради тоа што историски Македонија јаболко на раздорот и тука се вкрстувале од секогаш и се судирале интереси на повеќе држави, затоа за оваа територија, за такви идеи за големи држави, имаше не една, не две, не три, ами 4 војни, 2 балкански и 2 светски, и резултатот секогаш беше ист. Резултатот беше река крв, куп мртви и на крај никој пак не беше задоволен од тоа како се поставени границите. И сега наново во 21 век да се бутка таква идеја за голема држава, значи по 5-ти пат да се предизвикува пролевање на крв, куп мртви луѓе и пак на крај никој да не е задоволен од тоа како ќе се постават границите, што е реално надвор од памет. Трето, таа организација е одговорна и за сериозни војни злосторства. Беа киднапирани и малтретирани цивили на кои што до ден денес не им се знае гробот. После толку време не се најде доблест и образ да им се каже на роднините на тие луѓе каде се да одат да се исплачат на нивните коски. Беа затварани вентили на брана, беа оставани 100.000 луѓе без вода сред лето. 20 цивили беа врздани на подпорни столбови на хотели, беа кренати со динамит, беше разрушен Лешечки манастир и така натаму. И на крај кој е резултатот? Резултатот е што сето ова во време на Груевски и ДПМН доби прво патриотска амнестија, а една мала група борци од УЧК стекнаа политичка моќ која искористија за себе и нивните фамилии преку сомнителни действија енормно да се збогатат дур македонските албанци кои наводно ги бранеа од лошите македонци уште да живеат во сиромаштија. Најдобар показател за материјалната состојба во која се живее е природниот пораст на населението. Најголем раст на населението секаде, а и во општините, каде што има мнозинско албанско население, има во време на црниот комунизам. Од 1953 до 2002 има континуиран раст на населението. Видете ги сега бројките, што се случило од 2002 до 2021. Во Боговиње од 2002 до 2021 има пад на населението за 21%. Во Врапчиште има пад од 21,8%. Во Гостивар има пад од 26,2%. Во Девар има пад од 21%. Во Кичево има пад од 30% на населението. Липково има пад од 17,5%. Струга има пад од 19,5%. Теарци има пад од 21,1% во населението. За да се скријат ваквите бројки во 2011 пропадна и пописот, на последниот попис, за да не пукне брука со падот на населението, се попишуваше и диаспора. И луѓето не се селат од убавина. Младите се помалку решаваат да основаат фамилии затоа што работата е лоша, материјалните услови се тешки. А проблемот не е во тоа што не постои голема Албанија или во тоа што Македонија не е федерација. Проблемот е во капиталистичката експлоатација на работниците на работно место и во
разбойничката распродажба на природните ресурси и на јавните добра. Што се случува прво во фирмите, во овие капиталистички поставени фирми? Кајмакот го јадат газдите, трошките одат кај работниците. Таа експлоатација е првото осиромашување на народот. Последен пат, кога се извадија статистики, за разлика во плати од Завод за статистика, беше од 2018 година. Најголема разлика во хотелиерската индустрија во плати е 1:300. Ова е 1:300. Ова е буквално дерење на народот. Ова е кражба. И после вакво осиромашување, тие луѓе имаат потреба од јавни добри услуги, а јавните услуги се приватизираат разбойнички. И сега ако некој треба да стигне и затоа што се приватизираат, тие автоматски се поскапи и следува второто осиромашување на народ. Ако некој треба да оди со приватен јавен транспорт на лекар од Гевгелија до Скопје, отиде дневницата. И на крај, вако осиромашени на работно место, испокрадени со скапи јавни добри услуги, испродадени, на народот ништо не му останува. И тука е проблемот. Не е проблемот во тоа што не постои голема Албанија, а уште помалку што не постои федерација, затоа што федерација значи само повеќе трошок. Тоа значи дека ние ќе треба да плаќаме, да ги триплираме институциите. Ќе треба 2 парламенти и 1 сојузен, значи 3 парламенти. Ќе треба 2 влади и 1 сојузна. Ќе треба 2 уставни суда и 1 сојузен. Ние не можеме да се носиме со постоечките институции, не па и со федерализација и триплирање на институции кои повторно тој сиромашен народ треба да ги плаќа. Проблемот е во експлоатацијата која што не бира националност. И затоа ги повикувам колегите од ДУИ, останатите колеги, да престанат да продаваат етношовинизам и етнотрибализам. Ги повикувам ВМРО-ДПМНЕ и ЗНАМ да престане да глумат патриотизам и да интервенираат кај председателот Гаши да свика седница на Комисијата за социјална политика, на која што ќе се разгледа законот за бранителите, а сите заедно ве повикувам да гласате за интерпелацијата на председателката на Комисијата за политика, за социјална политика, демографија и млади Илира Радоути. Благодарам.